Како изгледа Тетово денеса, каква идејата за град кој има зелен појас, односно свој парк? Овие моменти беа овековечени на низа фотографии и ликовни творби, кои беа презентирани на изложбата организирана од страна на иницијаторите на Тетово Сака парк. Изложбата беше отворена во 19 часот во просториите на поранешен дом на Арама, сега простории на музеот на Тетовскиот крај. Целта е преку уметност и креативност да се долови потребата од градски парк во градот под шара. Иницијативата Тетово Сака парк во соработка со уметничката работилница на Глигор Кондовски и Славчо Максимовски денес прави еден од серија настаните кои што се промотивни за самата иницијатива и за самиот граѓански предлог, кој што значи да добиеме како граѓани прв вистински градски парк во Тетово. Представени се фотографии и ликовни цртежи на повеќе учесници на нивната работилница, кои што покажуваат практично колку мртво, колку сиво, колку безживотно изгледа градот под бетон, а колку во детското око дава живот, дава прекрасно чувство на сигурност зеленилото, кој што значи здрава животна средина, здравје за самиот млад човек. Мислам дека тоа доволно ќе покаже денес и во очите на нас повозрастните колку значи зеленилото и здравата животна средина за младиот човек. Денес имаме и фотографии кои што го прикажуваат просторот кој што е предложен опфат за новиот градски парк, кој е во руинирана и лоша запуштена состојба, кој се наоѓа во доминантна државна собственост од 87% и на кој што ние како предлагачи сметаме дека идеалното место каде што може да се формира првиот градски парк со најмалку проблеми кои што патем како административни прашања треба да се решаваат. Ликовните творби ги изработиле децата, кои се дел од ликовната работилница на Славчо Максимовски и Глигор Кондовски. На ова изложба со тема Тетово Сака парк работеа деца, основци претежно, кои што го изработеа во еден дел каков е градот, односно во каков хаос живее градот и од друга страна како тие како најмлади членови односно жители на градот сакаат да го видат понатаму. Преовладува зелената боја, што значи дека и на нив и на секој од нас им треба повеќе зеленило, повеќе парк, за да можеме да живееме нормално и да дишеме почист воздух и за да подобро идеме за секој од нас. Помина околу 2 недели откако предлогот од иницијативата беше доставен до локалната самоуправа во Тетово, а иницијаторите сметаат дека поддршката за идејата е голема и работите се движат во нагорна линија.